Комисијата за доделување на наградата за најдобра книга за деца и младинци Ванчо Николевски, која секоја година традиционално ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга објавена во периодот од една година, во состав на членовите доктор Мито Спасевски, Ресул Шабани и председател на комисијата магистер Мирјана Стојановска, за ова престижна награда по првиот прочит направи селекција на 5 книги во потесен избор и тоа романите Имаш пчела на носот од Венко Андоновски, Ти носам пустински песок од Винка Саздова, Звездена џунгла од Јагода Михајловска-Ѓоргиевска, како и книгата Поезија Бели од Предел од Тода Илиевски и Баба Рога вежба јога од Ванчо Полазаревски. На ваков начин е направен првичен избор на прозни и поетски дела, наменети за тинејџерската популација, но и за најмладите. По повеќе кратните консултации на членовите на комисијата донесена е одлука наградата за најдобра книга за деца и младинци да му припадне на Венко Андоновски за неговата најнова книга со наслов Имаш пчела на носот, објавена во издание на Паблишер од Скопје во 2021 година. Венко Андоновски е етаблирано име во македонската литература, во литературната критика, во науката за литературата во целост. Тој е писател, книжевен критичар, есеист, драмски автор, професор на филолошкиот факултет во Скопје, маркантен колумнист во македонскиот дневен печат, добитник на значајни награди и признанија. Пошироката публика го знае како автор на романите Вештица, Папокот на светот и Ќерката на математичарот, како и повеќе драмски текстови со кои Андоновски стави траен белег во современата македонска литература. Појавата на Венко Андоновски е радост, а ние се радуваме што сме негови современици, оплеменети со едно изворено книжевно наследство што ни го дава овој велик мајстор на литературното перо. Романот Имаш пчела на носот, како што на самиот почеток наведува авторот, е наменет за њутајмер и олтајмер тинејџери, односно за современата тинејџерска популација во која се вкрстува новото време на интернет комуникацијата и од друга страна стариот систем на вредности, каде се истакнува начелото на достоинство, непосредност, искреност, бескомпромисно пријателство и чиста љубов, епитети што наоѓаат посебно место во профилирањето на главните ликови во овој роман, Стела и Сани. Романот содржи два дела, Дневникот на Стела и Дневникот на Сани, или како што авторот ги насловува, женска книга и машка книга. Двата главни лика, кои се добри пријатели од најмала возраст, се договараат да водат личен дневник секој посебно и подоцна по неколку месеци на 31 декември да си ги разменат овие нивни длабоко интимно исповедни записи од првите необични училишни денови во гимназија. Низ нивните згоди и незгоди во училишните клупи видно се става акцент на важноста на овој период од животот, релациите родители-деца, односите наставници-ученици, период кога се вжештуваат страстите и се појавува првата или вистинската љубов, привлечност, опиеност од одредена личност од спротивниот пол. Авторот Андоновски во романот се јавува како извонреден познавач и на женската психологија и на стереотипноста и духовноста на машкиот индивидуалитет. Неговите ликови се живи, современи, изворено уживеани, вистински современици на денешните адолесцентни генерации. Со умерена доза на умешно вклопен хумор, така Сани има глава како глобус, а Стела коса како руно и нозе како гризенки, действото во романот се гради лесно со развојна линија во правец на кулминација и среќен крај, што како книжевна постапка му отстапува место на дидактичката димензија на овој роман. Па така, во првиот дел од романот, по многуте перипетии, Стела завршува во прегратките на својот сакан Видан, а во вториот дел машкиот лик Сани стигнува до својата наде.
Хумористичниот наслов на романот Имаш пчела на носот низ прозниот дискурс покажува дека не е случајен и наивен избор. Овој наслов авторот го извлекува од синтагмите на ликот на професорката по македонски јазик, која ја поучува Стела да биде свесна во животот во оние значајни моменти на кои не им веруваме дека се моменти на вистинска среќа, моменти на средба со необични, важни луѓе кои треба да ги внесеме во својот живот. Напротив, со првичната реакција најчесто ги протеруваме од нашиот видокруг, како што би избркале мува од носот. Но, да се препознае медот во отровот, тоа е повисоката свест која авторот на овој роман за млади има за цел да го постигне токму во периодот кога тие чекорат по скалилата на животот на возрастните. Како роман за њутајмери, авторот ги употребува неологизмите во нашиот јазик кои пред се однесуваат на поими од компјутерската комуникација или современиот живот, како на пример мејлот, хакирани дневници, тетоважи, билдери и слично, кои реално се во жива и интензивна употреба на младата популација. Тука е и употребата на личните имиња од туѓо потекло, како името на Стела, што на латински значи звездичка, а Сани на англиски јазик значи сонце. На овој начин се предочува пренагласената употреба на интернационализми во нашиот јазик пред се зборови од англиско говорно подрачје. Од друга страна, со голема сладост, авторот користи можност преку ликовите да потсети на некои народни поучни приказни, како примери за литература со кои треба да растат децата, за на тој начин да ги извлекуваат поуките за различни животни ситуации. Таков е примерот со приказната за звездичката која го направила морето солено, која се откажала од својата кариера, определувајќи се за својата љубов, морето. Или приказната за царот кој не бил целосно заштитен од својот слуга, па останал без прст, што пак благодарение на таквиот недостаток, домородното племе не му го одзело неговиот живот. Со ваквите ненаметливи дигресии од самото дејство, всушност се постигнува онаа воспитно-образовна димензија која има литературата за деца и млади, но и воопшто литературата како уметност, како подражавање на животот, како Аристотелово пресоздавање кое му дава посебна димензија на постоењето. Патем, авторот наоѓа начин како на младите да им предочи книги кои треба да бидат дел од домашната библиотека, како што Стела ги препознава насловите Старецот и морето од Хемингвеј, Галеб од Джонатан Ливингстон од Ричард Бах и Малиот принц од Антон де Сент-Екзюпери или Браќа Карамазови од Достоевски, книга која со секој нов прочит носи ново значење, открива нови вистини. Двата главни лика Стела и Сани, независно еден од друг, се позитивни ликови кои достоинствено ја бранат својата чест. Наспроти нив стојат негативните ликови, како што е Ана Марија, Вилма и моторџијата тихо, љубоморни, агресивни, егоцентрични лажливци. Секако дека симпатиите во овој роман ги привлекуваат искрената и влюбена Стела и младиот поет Сани, кој со своите песни се обидува да стигне до својата сакана. Останува отворено прашањето зошто најчесто ликовите како егоцентричната Ана Марија или моторџијата тихо се оние ликови кои се омилени во друштвото, во генерацијата. На крајот на романот авторот завршува со епилог каде остава можност читателот сам да го продолжи овој роман. Оваа книга отвара многу прашања кои имаат за цел да придонесат за разбирање на женскиот и машкиот пол меѓу себе, со сите сличности и разлики кои прават едно цело. За многу млади, овој роман ќе разјасни многу младешки дилеми кои непотребно им го обтоваруваат животот. Романот Имаш пчела на носот од Венко Андоновски несомнено го збогатува фондот на македонската литература за млади со уште еден репрезентативен роман на македонската современа проза. Почитувани колешки и колеги, писатели, најпрвен сакам да ви се заблагодарам за честа што ми укажавте и довербата со наградата Ванчо Николевски за книга за млади и деца. Морам да ви кажам дека наградата ме изненади пријатно,
затоа што воопшто прво не мислев дека со нешто заслужувам да ја добијам, и второ затоа што додека го пишував романот јас имав голема трема. Мислев дека тремата ми е дури и поголема од оние моменти кога сум ги создавал Папокот на светот или Вештица. Таа трема доаѓа од едно чувство дека да се пишува за млади и деца не е воопшто лесно. И тоа е точно, затоа што кога пишувате на возрасен читател, вие едноставно немате потреба да го будите детето во себе, освен во некои исклучителни моменти на романот, кога возрастниот треба да се насмее, да се воодушеви од нешто што го гледа прв пат, па да се потсети дека бил дете. Додека пишувате за деца, вие треба цело време да бидете дете, што е страшно тешко за човек кој што влегол веќе во попладнето на својот живот и кој што се навикнал на нештата околу него да гледа како да се вообичаени и која нема таа свежа детска перцепција. Така што кога дојде издавачот Паблишер со идеја да се направат 3 книги, фактички една серија со исти ликови, машко и женско, Сани и Стела, јас бев доста резервиран дали ќе успеам тоа да го направам. Моите колешки Јагода Михајловска-Георгиева и Винка Саздова ги пишуваа книгите за Јагода ја пишуваше за најмала возраст, Винка веќе беше некоја училишна возраст, а јас требаше да ја напишем книгата за гимназиска фактички возраст. И јас видов дека тие многу полесно се снаоѓаат од мене во материјалот. Едноставно, како тоа дете во нив да беше поживо и поразбудено, така што сум навистина изненаден од оваа награда, а драго ми е што и двете колешки беа во најтесен избор за таа награда и кој да ја добиеше ќе беше заслужена. Сакам да кажам дека издавачот Паблишер направи одлична работа, даде идеја, може би јас никогаш и немаше да напишем книга за деца. Сакам да и се заблагодарам на жири комисијата, која ете ме удостои да бидам носител и на ова признание, и се разбира на Друштвото на писателите на Македонија, што е покровител на овие награди и што ете можам на тоа друштво повторно да му се обратам, но за жал поради здравствени причини не можам да бидам таму да се дружиме малку. Ви благодарам.